Да ми го без састав, да ми го. Састав. Почтени гледачи, добар ден и поздрав од салата на Основното училиште Панко Бршнаров во населбата Карпош во Куманово, каде се започна дерби на преворот од третата лига помеѓу кошаркарите на Balfour Life, значи тоа е домашниот тим, и екипата на МЗТ Скопје 2, која во досегашниот тек на првенството нема ниту еден пораз. Во секој случај ова е дерби напревар на третата лига и од овој дуел многу ќе зависи судбината на екипата на Balfour Life, која доколку забележи победа ќе има огромни шанси да се пласира во втората лига, што на некој начин е главна цел на раководството и на играчите на оваа екипа. Видовме првите поени за домашниот тим, а кошевите ги постигна Дарко Смиljković. Напад за Balfour Life, повторно Смиljković. Тренчич, убава топка, да видиме дали ќе има тројка. Нема поени, меѓутоа одличен офанзивен скок за домаќините и тоа е веќе 4:0. Први поени за одличниот Јакимовски, кој оваа сезона игра во голем стил. Добар почеток на Balfour Life, водство 4:0, еве може за брза контра, да видиме дали ќе има поени. Изворена асистенција и прекршок, две слободни фрлања за домаќините. Фаулиран беше Јакимовски. Првото не успее да го погоди, има уште една шанса. Во вториот обид е прецизен. Помеѓу кош за екипата на МЗТ Скопје 2, грешка на Смиljković, брза контра. Да видиме, нема поени. Топка за Јакимовски. Изворени поени со број 6. Тоа е Филип Стојановски, први кошеви за него. Убав влез, нема поени и што велат судиите, тоа е прекршок во напад. Тренчич, Стојановски, Смиljković. Уште наш Стојановски, тоа е најновото засилување
за екипата на Балфор Лев, дојде од тимот на Куманово. Одлични поени на Дарко Смилковиќ, 9:2. За сега најрасположен играч во домашниот тим. Уште нешто прецизен. Смилковиќ вкупно 5 поени и ова е веќе солидна предност за домашниот тим, води со 10:2, а помина 3,5 минути од првата четвртина. За сега одлично игра кумановскиот тим во одбраната. Гостинските кошаркари немаат решение. Постигна само 2 поени за 3,5 минути и еве ги поените со број 12, тоа е Лазаревски, први негови кошеви, грешка на домаќините, нема кош за МЗТ, контранапад Смилковиќ. Карактеристичен влез на Дарко Смилковиќ, да видиме офанзивен скок и направен е прекршок врз Јакимовски. Измена во МЗТ Скопје, излегува со број 9 Турсунов, односно со број 10 се извинувам, Миса на негово место Турсунов, а првото слободно офрлање Јакимовски не успеа да го реализира. Нова шанса, еве поени, четврти кој за него, 11:4 и сега недоразбирање во одбраната на Балфор Лайф. Поени со број 8, први кошеви за Мартин Милевски. Тројка. Со број 6, тоа е Филип Стојановски, прва негова тројка, вкупно 5 поен, 14:6. Помина времето за нападот, уште една добра игра во одбраната на домаќините. Еве шанса Куманово да стигне можеби до најголемата предност во досегашниот текот на преворот од 11 поени. Извореден влез Јакимовски. Негов 6 поен, за сега тројката Јакимовски, Филип Стојановски, Дарко Смилковиќ на расположени во домашниот тим. Обид за 3 поени убава тројка со број 9 Мартин Турсунов. Воедно ова беше прва тројка за домаќините. Измена во екипата на Балфор Лев, излегува да игра Тренчич, на негово место за прв пат Дарко Петковски. Еве одлични поени, уште еднаш Филип Стојановски, 7 кош. Турсунов. Грешка Стојановски. Успеа Смилковиќ да спаси оваа топка. Стојановски, одлични поени, први за него. 20:9. Нова грешка на МЗТ и прекршок. Мора да потенцираме одлична игра на домашниот тим во овие први 7 минути од првата четвртина. Убедливо водство 20:9.
измена во МЗТ. Излегува со број 13 Джеладини, на негово место со број 15 Тодоровски. Осум поени вкупно за Стојановски, а прв прекршок за Дарко Петковски. 21-9 води Ball for Life. До крајот на првата четвртина 3 минути и 30 секунди. Боју поени за Турсунов, негови пети кош. Не успеа Стојановски, меѓутоа одличен офанзивен скок, покажува голема борбеност. Нов напад за домаќинот. Петковски од голема далечина, штета нема тројка. Скок на Стојановски, нов напад на Ball for Life. Смиљковиќ. Стојановски. Уште еднаш Дарко Смиљковиќ, убава топка и прекршок е направен врз Дарко Стојановски. Односно не на Стојановски, се извинувам, а фаулираше со број 12 Бојан Лазаревски. Стојановски, негов трети поен. Напад за МЗТ-2. Прекршок на Петковски. 22-11 води домашниот тим. Да видиме сега нешто не е во ред со семафорот, сепак напреворот продолжува. Студијска двојка на денешниот напревар е Петровски и Јосковски од Куманово. Додека делегат на овој напревар е Трајковски. Исто така од Куманово. Нова грешка на МЗТ во нападот, Смиљковиќ. Одлични поени. Јакимовски, 8 коша, веќе нанижа 24-11. Петковски. Не треба да се брза, треба да се смири топката, да се иде на сигурна реализација. Смиљковиќ. Стојановски, да видиме дали ќе има тројка, штета. Останува 13 разлика, измена во екипата на Ball for Life. Излегува Петковски, се враќа во игра Тренчич. До крајот на првата четвртина, точно 1 минута. И уште еднаш расположениот за игра
Трсунов, негова втора тројка, вкупно 8 поени. Изворена асистенција на Тренчич, 10 поен за Јакимовски. Тоа е погрешно водена топка. Протестира гостинскиот кошаркар, може да заработи техничка. До крајот на првата четвртина, 24 секунди. Сосема доволно време домашниот тим до крајот да го организира овој напад. Фаулиране Јакимовски. Две слободни фројња за најефикасниот играч во домашниот тим. Поени за Јакимовски, 23-16. Така треба да гласи конечниот резултат. Крај на првата четвртина во која домашниот тим беше далеку подобар противник и сосема заслужено ја има ова добра предност за продолжението на втората четвртина. Да фрлиме поглед на стрелците во екипата на Куманово, како што реков, Јакимовски 12 поени. 8 поени има Филип Стојановски, а 5 коша има Дарко Смилковиќ. Инаку во достигашниот тек на првенството, екипата на Battle for Life има 6 победи и 3 порази, се наоѓа на второто место, заедно со екипата на Овчеполе од Свети Николе, додека водечки тим во првенството е екипата на МЗТ-2, значи денешниот противник, кој има максимален учинок 7 победи и нема ниту еден пораз. Мислам дека овој резултат на семафорот не е во ред, според мојата евиденција. Домашниот тим има водство од 28-16, но да се очекаме, а очекуваме да продолжи втората четвртина, топка за Battle for Life. Петорката на домашниот тим: Тренчич, Стојановски, Ненад, Филип Стојановски, Јакимовски и Дарко Смилковиќ. Јакимовски изворен скок. Така е, 30-16, значи 14 поени разлика за Battle for Life. Од тие 30 поени, речиси половина сам ги постигна Јакимовски. Измена во домашниот тим. Малку пауза за Јакимовски. На негово место со број 13 влегува за пропат Милош Младеновски. Турсунов. Ова е напамет удар, малку изфорсиран.
Уште еден обид и на крајот убави поени. Со број 10 Миса, негов четврти кош. Смијковиќ непрецизно, меѓутоа одлично таму се снајде Ненад Стојановски. Негов пети кош, 32-18. Поени, да видиме контра Смијковиќ. Убави поени за него, седми кош. А во меѓувреме Миса, шести поен, 34-20. Поминаа 2 минути од втората четвртина. Измена во екипата на Balfour Life, излегува Тренчич на негово место. За прв пат во игра е Теодор Соколовски. Тарсунов. Изворена асистенција, добро одиграно. Со број 13. Джеладини, први негови поени. Брза контра и забивање. Ајде малку атракција за публиката. Филип Стојановски, 10-ти поен. Еве нова шанса за Balfour Life. Стојановски. Ненад Стојановски. Меѓутоа лошо одиграно, нема никој недоразбирање. Одлична игра на домашниот тим во овој период од играта. Ја одржува она предност од 10 до 14 кошеви разлика. Грешка на МЗТ Скопје, да видиме Соколовски. Смијковиќ. Прекашок на Соколовски. Излегува Стојановски, на негово место се враќа во игра Наум Јакимовски. Нема поени. Обид на МЗТ, поентира со број 15, тоа е Тодоровски, први кошеви за него. Грешка. До крајот на првото полувреме, уште 4 минути, 12 кошеви разлика за Balfour Life. Виште грешка за Смијковиќ. Измена, токму Смијковиќ го напушта теренот, на негово место се враќа во игра Тренчич. Мало невнимание во одбраната. Поени за Джеладини.
четврти кош. И сега е 10 разлика за Balfour Life. Останува домашниот тим во напад. Протестира сега гостинскиот тренер Џуковиќ. Смета дека ова е топка за неговата екипа. Соколовски. Уште еден прекашок, овој пат фолираше Джеладини. Јакимовски. Мал пад во играта на домашниот тим во овие последни минута и пол, две. Да видиме дали гостите ќе ја спуштат оваа разлика на едноцифрена, а сега да видиме што е досудено. Прекашок за домаќините и тоа ќе биде две слободни уфалања. За Дамјан Миса. До крајот на првото бурење, уште 5 минути. Миса е два пати прецизен. 8 поени и мора да бара тајмаут домашниот тренер Стефан Николич. Мини серија на гостите од 6:0. Моменталниот резултат е 36-28. Во екипата на МЗТ Скопје Миса и Трсунов по 8 поени, 4 коша има Джеладини, додека во екипата на Balfour Life далеко најефикасен Наум Јакимовски со 14 поени, 10 коша има Филип Стојановски, 7 Дарко Смиковиќ, а 5 поени Ненад Стојановски. Инаку Balfour Life е нов клуб во градот Куманово. Од ова сезона, благодарејќи на големиот љубител на кошарката Дарко Петковски, кој е и сам финансиер на клубот, ова екипа е на најдобар пат од само едногодишно постоење да се избори за повисок рак на преборување. Всушност стои амбицијата на оваа екипа да се пласира во втората лига. За сега се оди според планот и доколку домаќините денеска забележат победа, мислам дека таа опција може да биде голема реалност. Фаулиране Ненад Стојановски. Не, сепак судиите сметаат поинаку. Прекашок за МЗТ-2 и две слободни фалања. Иако мене ми се чинеше дека Ненад Стојановски беше фаулиран, два пати прецизен Прентовиќ и само 6 разлика за Balfour Life. Нема поени за Тренчич. Останува домашниот тим во напад Соколовски, тројка. Во вистински момент да се прекине оваа серија на гостинскиот тим.
39-30. Убави поени, малку среќа. Со број 15 Тодоровски. Негов четврти кош. Офанзивен скок на Стојановски. Нов напад за Ball for Life. Фаулираше Тренчич. Падна играта на домашниот тим во последните 5 минути и од она високо водство 14 разлика, сега полека МЗТ 2 го топи сигурното водство на домашниот тим. Ова се први поени за Јовановски. Тренчич. Стојановски. Изворени поени буквално во последните секунди од нападот во негов стип Филип Стојановски. Негов 12-ти поен. И има дополнително слободно фрлање. До крајот на првото поремуште 3 минути и 12 секунди. Четириесет и еден, 34. Интересно, досега кошекарите на МЗТ не промашија ниту едно слободно фрлање, а серијата ја продолжува Александар Јовановски. Еве, понешто прво промашување, вкупно 3 поени за Јовановски, 41-35. Тренчич. Промашува Соколовски, меѓутоа нов напад за домаќините. Соколовски од тешка позиција нема поени. Контранапад на МЗТ. Трсунов досега има 3 од 3 непогрешливе. И сега нова грешка без поголема причина на домаќините. А згора на тоа е лична грешка и нови слободни фрлања за гостите кои имаат шанса да се целосно вратат во овој напревар. Миса два пати прецизен, негов 10-ти кош. Нов тайм-аут за тренерот на домашниот тим Стефан Николич. Во последните 5 до 6 минути на преворот Ball for Life постигна само 6 поени, според мојата евиденција, голем пад во играта и од 14 поени разлика, сега е само 41-40 за домашниот тим. До крајот на првото полувреме уште 2 минути и 21 секунда.
Инаку во салата на основното училиште Пранко Бршнаров во населбата Карпуш, според мојата проценка има некаде околу 200 гледачи. Салата речиси исполнета до последното место, има домаќините подршка на овој напревар. Ненад Стојановски, Тренчич, Јакимовски, Петковски, Дарко Петковски, одлични поени. Фаулираше Јакимовски. Две слободни фаулирања за Јовановски. Пет поени за него, 44-42. Стојановски. Штета, ова топка излезе. Судиите велат топка за МЗТ. 1 минута и 32 секунди до крајот на првото полувреме. Миса, Трсунов, Миса, одлично реагираше Петковски, тоа треба да е топка за Ball for Life. Корекција на судиите, напад за МЗТ. И нови поени. Израмнување. Со број 15, Тодоровски. Шести кош за него. Во секој случај, голем пад во играта на домашниот тим. Максимално МЗТ Скопје го користи тоа и еве сега има шанса дури да поведе. А ќе подсетам уште еднаш, во еден момент има негатива и од 14 разлика. Нов офанзивен скок. Убави поени. Со број 10 Миса, негов 12 коши, еве води МЗТ до крајот на првото полувреме, уште 15 секунди. Повторно нешто не е во ред со записничката маса. Мислам дека треба да има околу 15 секунди за овој напад, а не 12 како што стои на семафорот. Делегат на овој направок ќе потсетам уште еднаш е Трајковски од Куманово, а судијска двојка на денешниот дуел е Петровски и Јосковски од Куманово.
Еве сега корекција, значи 20 секунди до крајот на првото полувреме. Петковски. Останува Balfour Life во напад. Има уште 6 секунди, сосема доволно време да се организира напад за поени. Уште еден прекашок, дали ќе има слободни офрлања или пак топка, не, се уште не се излезени од бонус. Кошаркарите од Скопје, уште 3 секунди. Да видиме кој ќе го заврши овој напад. Стојановски штета, нема поени, значи крај на првото полувреме. 46-44 води МЗТ 2 против Balfour Life во дербито. Почитувани гледачи, пауза од 15 минути, пак се чуеме на почетокот на второто полувреме. Почитувани гледачи, очекуваме да започне второто полувреме од дерби на преворот во третата лига помеѓу кошаркарите на Balfour Life и тимот на МЗТ2 од Скопје. По првиот дел, за оние што се вклучуваат подоцна во овој напревар, да кажем дека домашниот тим одлично го започна дуелот. Во еден момент имаше 14 поени разлика, меѓутоа во финишот на втората четвртина голем пад во играта и гостите успеа тоа да го искористат и да заминат на полувреме со 46-44 во домашниот тим. По првото полувреме најефикасен играч беше Наум Јакимовски со 14 поени, 12 поени има Филип Стојановски, 7 Дарко Смиковиќ, а 5 има Ненад Стојановски. Во екипата на МЗТ Скопје 2, најефикасен Миса со 12 поени, 11 поени има Трсунов, од тоа 3 тројки, има одличен процент за ударите, 3 од 3 има. Во секој случај, очекуваме во второто полувреме да гледаме уште поинтересен напревар, а домаќините ќе атакуваат на победа која можеби ќе значи и пласен во втората лига. Трсунов неверојатно прецизно игра овој кошаркар. Во досегашниот текот на преворот, негов 13 поен, 4 разлика. Филип Стојановски топка кон Ненад Стојановски и има таму прекашок. Тренчич денеска игра слабо и телесно нема ниту еден поен во досегашниот текот на преворот. Ќе кажем уште еднаш, фалат неговите поени.
но да се надеваме дека во продолжението дека ќе биде поефикасен. Одлична одбрана на Смиljković. Тренчич. Еден нов обид за 3 поени. И конечно тројка, први кошеви за него. Поен предност за МЗТ Скопје. Трцунов. И еве го првото негово промашување. Да видиме Тренчич. Серија на Тренчич од 5 коша и одново водство на Balfour Life. Нема поени. Нова шанса да видиме Тренчич. Одново кошеви. Еве одличен период од игра за домаќините. Правата серија од 7-0 и водат со 51-48. Неверојатно сега што промашуваат гостите. Филип Стојановски и тоа е прекашок на Трцунов. Измена во гостинскиот тим. Излегува со број 11 Трентовиќ, на негово место се враќа Дамјан Миса. Фантастични поени на Ненад Стојановски. Негов седми кош, еве ново крадена топка. Одличен период во играта на Balfour Life. Стојановски 14 поен и 55-48. 10-0 прават домаќините и водат со 7 кошеви разлика. До крајот на оваа трета четвртина остануваат уште 7 минути и 16 секунди. Во секој случај, ова е добра најава за продолжението на овој дерби напревар. Домашниот тим се враќа во полн ритам. Како што реков, во вистински момент се разбуди и Горан Тренчич. Нанесе 7 поени за мощни кусо време. Ненад Стојановски ја крена публиката со она атрактивно забивање и еве водство на домашниот тим од 7 кошеви разлика. Трцунов. И она што е добро, Balfour Life игра многу подобро во одбраната. Сега таму протестира домашниот тренер Стефан Николич. Смета дека овдека немало прекашок, меѓутоа продолжува на преворот. Трцунов. Него 15-ти кош, 55-50 води Balfour Life. Филип Стојановски. 16-ти поен. Да видиме сега. Протестира Смиljković, не треба
da вака реагира, може да заработи техничка грешка. Нема причина за нервоза. Неговиот тим има водство. А еве сега опомена и од судиите, следниот приговор. Автоматски ќе значи техничка грешка, па поради тие причини Смијковиќ е повлечен од игра на негово место за прв пат на денешниот натпревар со број 7 Милош Станковски. Не треба да се ставаат вака сами кошаркарите на МЗТ Скопје. Со број 8 тоа беа поени на Мартин Милевски. И еве сега серија на МЗТ од 4 поени. Тарсунов. Не успеа за 8 секунди да ја пренесе топката на противничката половина Турсунов. Еве шанса за домашниот тим да поентира, да ја зголеми предноста која сега изнесува 2 коша разлика. Јакимовски. Одличен влез појанина, односно прекашок се извинува. Тоа треба да видат 2 слободни фрлања. Два пати промаши Јакимовски. И сега невнимание во одбраната, лесни поени на Прентовиќ и одново израмнување. Четврти кош за Прентовиќ. Тренчич. Стојановски, тоа треба да видат 2 слободни фрлања. Не се пак топка од страна. До крајот на третата четвртина, 4 минути и 40 секунди. И уште еден прекршок. Да видиме за кого. За Петар Прентовиќ. 2 слободни фрлања за Филип Стојановски. Останува на 17 поени, 58-57, тоа се чекори, да, добро го завидеа тоа судиите, меѓутоа мора кошаркарите на Балфор Лайв да бидат попрецизни од слободните фрлања, секој поен е важен. Се разбира, голем е психолошкиот притисок на овој дерби натпревар, на домаќините им е потребна победа. Тренчич. Да видиме дали ќе има тројка, не. Стојановски, неверојатно, и топка за Балфор Лайв. Голема борбеност на двете екипи во овие моменти.
Тренчич се разбуди во вистински момент. Втора негова тројка. Тарцунов. Нема поени. Напад, да видиме. Станковски. И сега како ние. Останува 61-57. Се лути Ѓуковиќ на своите кошаркари. Гостинскиот тренер не е задоволен од играта, меѓутоа се уште неговиот тим е во игра на овој напревар. Прентовиќ. Тарцунов. Одлични поени. 16 кош за Јакимовски. 3 минути до крајот на трета четвртина. Блокада на Јакимовски и топка за Балфор Лајф. Одлично игра во одбраната на домашниот тим. Еве сега шанса да се зголеми предноста. Какво недоразбирање, да видиме дали ќе биде казната оваа грешка. Да видиме, тоа е најмарна или што грешка. Сосема исправна одлука на судиите. Две слободни офрувања за Стојановски и топка од страна. Негов 19-ти поен, најефикасен играч на напреворот. Шеесет и пет, 57, 8 разлика. Тренчич. Нема тројка, штета, меѓутоа напад. Да видиме Тренчич, не се решава да бие. И нова тројка, обид, меѓутоа нема ништо од овој напад. Топка за МЗТ-2. Да видиме сега измена во гостинскиот тим, излегува од игра Тарцунов, на негово место се враќа Дамјан Миса. Прентовиќ. Грешка, меѓутоа какво невнимание сега, без причина се брза. Мора да бидат по-сконцентрирани во овие ситуации. Дали овде имаше прекашок во напад, судиите велат не. Поени со број 13 на Джеладини. Излегува Тренчич во екипата на Балфор Лајф, на негово место Теодор Соколовски. Шеесет и 6, одnosno 65, 59. Топка за Балфор Лајф. До крајот на третата четвртина, 1 минута и 26 секунди. И сега протестира домашната публика. Прекршок на Ненад Стојановски, намерен и
Две слободни фрлања за МЗТ Скопје и топка од страна. Се лути домашниот тренер Стефан Николич. Добре промашува со број 6 Јовановски не успеа. Во вториот прецизен. Јовановски 6 поен за него. И да видиме топка за Балфор Лајф. Јакимовски. Не треба да се брза. И какво невнимание сега. Нема причина за брзање, треба да се игра мирно во нападот. И на крајот поени. Со број 10 Миса, негов 14-ти кош. 20 секунди до крајот, 4 разлика, односно 3 за домашниот тим. Соколовски изворедни поени. 5 за него, 67-62. Може домашниот тим да прави прекршок. Топка од страна. До крајот уште една секунда. Сега е потребна добра игра во одбраната да се сочува ова предност од 5 кошеви разлика и да се влезе во последниот период од играта. Нема поени. Крај на оваа трета четвртина, 67-62 води Балфор Лајф. Да фрлиме еден поглед на стрелците во домашниот тим. Наум Јакимовски 16 поени, Филип Стојановски 19, Горан Тренчич 10, Ненад Стојановски 7. Тоа се најефикасните играчи во екипата на Балфор Лајф, во тимот на МЗТ-2. Крсунов 15 поени, Миса 14, Тодоровски 8, Јовановски 6, така натаму. Вчера, односно денешниот дерби напревар, треба на некој начин да придонесе екипата на Балфор Лајф доколку забележи победа, да го трасира патот кон втората лига. Ќе почетам уште еднаш, тимот на МЗТ Скопје 2 во досегашниот тек од првенството нема ниту еден пораз, односно има максимален учинок од 7 на превари 7 победи, додека екипата на Балфор Лајф од 9 кола има 6 победи и 3 порази. Топка за Балфор Лајф. Стојановски Филип. Изворен поен. 21 кош за него.
69-62. Нема поени. Добар скок, еве шанса за Balfour Life. Да видиме, не треба да се брза. Потребен е мирен напад. Тренчич. Тренчич за 3. Нема штета. Тарсунов. И тој промашува, да видиме прекашок на Филип Стојановски. Кога ќе бидат две слободни фрлања за Александра Јовановски. Измена излегува Соколовски, на негово место Тренчич. Односно Тренчич. Смилковиќ ми беше зборот Тренчич во оној трет период од играта успеа да направи серија од 10 поени, се разбуди во тој дел на преворот. Потребно е да продолжи во ист ритам и во овој период. Но и другите кошаркари треба да дадат се од себе да домашниот тим денеска ја забележи посекуваната победа. Со број 6 Јовановски вкупно 8 поени. Прекашок врз Ненад Стојановски. Топка за Balfour Life. Тренчич, Смилковиќ. Стојановски. Тројка во вистински момент, негов 10-ти поен. 72-64, погрешно водена топка. 8 разлика за домашниот тим. Домашниот тренер бара мирна игра во нападот, да не се брза. Тренчич. Филип Стојановски. Браво за Филип Стојановски. Негов 23-ти поен, 10 разлика за Balfour Life. Меѓутоа враќаат на брзина гостите со број 10 Миса. Негов 16-ти поен. Смилковиќ. Ненад Стојановски. Браво за Ненад Стојановски. Сега тој се буди во вистински момент. Негов 12-ти поен. 10 разлика. Тренчич. Можност за контранапад. Смилковиќ може да бие. Сепак се решава да ја смири играта. Тарсунов. Прекашок на Јакимовски. До крајата на преворот 7 минути и 22 секунди. Двојна измена во гостинскиот тим. Влегуваат во игра Трентовиќ и Лазаревски. Јовановски два пати прецизен, вкупно 10 поени, 76-68, 8 разлика за Balfour Life. Тренчич. Нема поени. Тарсунов. Изворена асистенција. Која се поени со број 15. Тодоровски. Негов 10-ти кош. 76-70, 6 поени преднос за домашниот тим до крајот на надпреварот, уште 6 минути и 47 секунди. Добро е што домашниот тим има барем каква таква предност.
Ова се клучни моменти на преворот, сега ќе треба да се издржи и победата може да биде остварена во овој дерби на превар. Дали МЗТ Скопје 2 ќе го доживее првиот пораз во првенството, ќе да знаеме многу брзо. А тоа ќе значи и 7 победа за Balfour Life во првенството и второ место на табелата, кое значи пласам во втората лига. Повторно проблеми со семафорот, прекината е играта. Смилковиќ. Голема борбеност на Дарко Смилковиќ, успее да спаси оваа топка. Сега какво невнимание на крајот топка за МЗТ. Ќе биде ова тешок напревар во секој случај. До крајот се очекува неизвестна борба. Тарсунов. И нова тројка. Негов 18-ти поен, четврта на денешниот напревар. Само 3 коша преднос за Balfour Life. Смилковиќ. Нема 3 поени штета, ова беше чиста ситуација. Дали овдека немаше чекори, судиите не реагираат. Останува МЗТ во напад. До крајот на преворот уште 5 секунди и 33 секунди. Balfour Life има 3 коша преднос. Скок за Јакимовски. Не треба да се брза. И одново Смилковиќ влегува, би рекол, во непотребен дриблинг. Меѓутоа среќа направен е прекршок врз него и топка од страна. Смилковиќ. Изворена потека и нови поени. Браво за Филип Стојановски, негов 25-ти поен и слободно фрлање. Измена во уште едно слободно фрлање за Филип Стојановски. Останува на 25 поени, 5 разлика за Balfour Life.
Ovo беше očajnički obit na Todorovski, neprecizno. Долг напад е потребен, тоа го бара и домашниот тренер Тренчич. Стојановски, Тренчич, Нена Стојановски, одличен скок. 3 минути и 50 секунди до крајот на преврат. Да видиме што велат со судиите. Топка од страна. Сега секој напад е важен. Секоја топка може да биде клучна за овој дерби напревар. Смиljković. Тренчич. Нема поени. Напад за МЗТ. Трцунов. И неверојатно овој кошаркар не промашува. Негов 19-ти поен. Поен е за Стојановски. 27-ми играч бројде на овој напревар. 80-76. 2 минути и 50 секунди до крајот. Трцунов не промашува. Негов 21-ти поен. Смиljković. Прекашок. Тоа треба се две слободни фрлања, така е. Гостинските кошаркари се излезени од бонусот. Сега е потребна мирна рака на Смиljković. По полого време поени за Дарко. Негов 8-ми кош. Еве го и 9-тиот. 4 разлика за Balfour Life до крајот на преворот. 2,5 минути. Смиljković. Нов прекашок и нови слободни фрлања. И ова е добра комбинација. Добитна би рекол за домашното тим, меѓутоа има да се игра уште многу до крајот. Тајм-аут за гостинскиот тренер Ѓуковиќ. 82-78, 4 коша предност за Balfour Life. Гледаме таму жестоко реагира гостинскиот тренер кон своите кошаркари, се лути. 4 коша предност за домашниот тим и ќе има 2 слободни фрлања за Дарко Смиljković и шанса предноста да се зголеми на 6 поени. Еве забележувате и судиската двојка на овој напревар, Петровски и Јосковски, која мора да кажеме одлично ја водеше оваа средба. Ова беа едни од последните совети на двата тренери како да се одигра овој финиш напревар. Смиljković, кога е најпотребно, неговата рака е мирна, сигурна. Публиката го скандира и неговото име, му дава подршка. Јакимовски
Нема поени. Останува 5 разлика. А прекршок прави Тренчич. Топка од страна за МЗТ-2. До крајот на преворот 2 минути и 10 секунди. Интересна завршница во салата на основното училиште Панко Бршнаров. Меѓутоа тројка кога не беше, би кажал, пожелно. Лазаревски прва тројка. Прекршок на Трнсунов. Два разлика, две слободни фрлања. 26 поен за Филип Стојановски. Односно, се извинувам, 29 поен вкупно за Стојановски. Сега е потребна одбрана. Не треба да се дозволи да се бијат за 3 поени. Топка за домашниот тим. Протестираат гостите, мислам дека не се во право. Може да добијат и техничка поради овие приговори. 1 минута и 18 секунди до крајот на преворот. 4 коша разлика, доколку домашниот тим поентира. Ке има големи шанси да ја забележи 7-та победа во оваа сезона и да го нанесе првиот пораз на МЗТ-2. Има време уште 15 секунди до крајот на овој напад. Тренчич. Стојановски, штета, нема поени. 58 секунди до крајот, 4 разлика. Паметен прекршок, бидејќи домашниот тим се уште не е излезен од бонусот. До крајот на преворот 50 секунди. Прекршок на Турсунов, голема борбеност на Тренчич. И ова е топка може би за победа. Мислам дека тоа е пета лишта грешка на најдобриот играч на МЗТ Турсунов, кој постигна дури 5 тројки, купно 21 поен. А да видиме сега Тренчич. Треба да се смири. Концентрација му е потребна во овие моменти. Единаесети поен, 86. Осумдесет и еден. 40 секунди до крајот. Не треба се дозволат лесни поени. И сега каква глупост би рекол, поени и уште едно слободно фрлање.
Напад на МЗТ. Блокада на Стојановски во вистински момент. Лична грешка. 22 секунди до крајот и ова се слободни фрлања за победа. Меѓутоа Тренчич уште еднаш затрепирува неговата рака. Барем едно нека поводи. Топка за домашниот тим. Има сега среќа во оваа ситуација. Вистинска драма овдека. 17 секунди до крајот. Играше со нога и сега протестираат гостинските кошаркари. Мора да се смират домаќините. Исклучително интересна завршница. Какво невнимание Смиљковиќ. И само кош разлика. 6 секунди до крајот и топка за домашниот тим. 86-85. И да видиме сега што ќе се случува во овој интересен напревар. Топка од страна за Ball for Life. И да видиме сега што подготвува домашниот тренер. Потребно е само да прими некоја топка. Потоа најверојатно ќе има прекршок, но да се чекаме. Во секој случај, овој дерби напревар ги оправда сите очекувања. Исклучително квалитетна кошарка и возбудлива завршница. Смиљковиќ. Добре, помина 3 секунди. Да видиме сега измена во гостинскиот тим. Тоа е пета лична грешка на Прентовиќ. На негово место игра со број 8 Мартин Милевски. Сега на потек Дарко Смиљковиќ. Важни поени, можеби и клучни. И тоа е топка за домашниот тим. Веќе овдека се е јасно. 87-85 не треба да се лутат кошаркарите на Ball for Life. Потребна е смиреност во овие моменти. Победата е во нивни раце. Да видиме сега што е досудено. Мислам дека тоа е топка за домашниот тим до крајот 1 секунда.
Сега е потребно само некој да ја прими оваа топка. Времето ќе помине и тоа ќе значи победа. И тоа е крај. –87, 85. Но ќе има уште две слободни фрлања, а тоа без разлика на се него менува конечниот епилог на овој напревар. Победа на Balfour Life во дербито. Нанесе му е првиот пораз на МЗТ, а домашниот тим прави крупен исчекор кон пласан во втората лига. Ненад Стојановски 88, 85, 89, 85, 14 поени. Крај на преворот, заслужена победа на Balfour Life. Почитувани гледачи, се надевам дека и вие уживате во овој дерби напревар. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на КТ телевизија.